Здраво дечки, прво да ви се извинам ако шушти, бидејќи има многу ветар тука, бидејќи се наоѓаме на некој каменолом, се извинувам. Се надевам дека цело видео ќе биде окей, бидејќи микрофонов снимам, а ќе видиме колку добро тоа вие сега слушате у моментов. Але, денес имам Toyota Corolla Cross на тест. Што е Corolla Cross? Тоа е SUV верзија од најпродаваниот модел Corolla што пред скоро го имавме во GR изедба, во таа спортска изедба и претходно имавме обичната Corolla. И сега Corolla Cross. Toyota направија речиси од сите модели што ги имаат во понуда, направија и кросоверска изедба, Айго Cross, Yaris Cross што возевме неодамна и сега имаме и Corolla Cross. RAV4 се уште си постои, Highlanderот се уште си постои, но едноставно сакаат да имаат модел за секој можен купувач што се наоѓа. Затоа Corolla Cross е нешто поинтересно од обичната Corolla, поиздигнат кросоверска изедба, мислам не мора да ви објаснам. Името само се објаснува што е. Затоа, сега само ќе ви кажам дека ова е во Executive Plus ниво на опрема, што чини 40.790 евра. Добивате многу опрема што сега ќе видиме, но мора да потенцирам неколку работи околу дизајнот. Дизајнот не е нешто што се истакнува премногу и да биде вау, но мене лично ми е сосема окей, бидејќи е нешто што ќе се продава, според некое мое мислење. Но во Executive Plus ми се допаѓа што добивате full LED светла напред и позади, изгледа многу поубаво. Во обичната изгледба малку изгледа застарено. Друга работа што многу ми се допаѓа што внимавале на одредени детали што до сега во Toyota ги немам заприметено толку многу. Тука е поставено името Corolla Cross. Од другата страна на прозорот, додуша го гледам и тука, има едно мало емблемче во формата на самото возило што е исто така интересно и го има и од оваа страна. Сега, ќе започнам со практичните работи, конкретно од багажникот кој што нуди 433 литри багажен капацитет, сосема окей, нема потреба што да се објаснува. Завесата можете лесно да трнете и што имаме тука. Тука имаме речиси рамен под суивицава на браникот, што го леснува товарањето на потежок багаж. Има некои остави од страна. Ова не ја разбирам тука, пошто е како за телефон. Зашто би ставал телефон тука или некој сличен предмет? Добро. Тука имате поголема остава, што е супер практична, бидејќи можете да ставате поголеми четки, гребла. Под оваа даска има резервно тркало, што е супер. Простор има плюс, можете да ставате некои ситници, куќи за качалки има, одлично, моите омилени, и друго за багажников, јас не гледам веќе што да видиме, да збориме, така да одиме внатре. Внатре, очекував искрено малку повеќе простор, бар во споредба со Королата, иако во димензии, во дизајн се е исто, некако очекував повеќе простор, не знам зашто. Имате можност за местење на наслонот тука на задниве седишта, што е добро, позитивна работа. Али ајде, простор за нозете, гледате колку има позади возачкото седиште, простор за главата има, не мора да објаснувам. Тука доле има два USB порта, Type-C. Тунелот, што се однесува до тунелот, не е преширок, не е ни превисок, ама некако се осеќам тесно поради тој простор што ви кажав дека очекував малку по-комотно биде тука позади. Може се сместите убаво, ама наставно ете, што е проблемот. Јас не се осеќам доволно комотно. Тука има плюс наслон за раката со две остави за шишење, Isofix куки, некои остави за шишење, посебно остава за шиша тука, тоа е кул, тоа е практично, добро. И напред. Евака, напредниот дел. 10,25 инчен дигитален дисплеј пред вас, со новиот систем што ги има сега Toyota и е сосема одличен системот. Бидејќи овој го видовме во Corolla GR, што ви го спомнав, дека таму новиот систем многу добро функционира, многу пореспонзивен, многу подобра графика. Системот е фантастичен, ќе го навикнете веднаш како функционира, што вас ви е потребно. Пред вас имате 12,5 инчен дигитален дисплеј во инструмент таблата и е сосема супер, бидејќи ги гледате сите информации што ви се потребни, бидејќи оваа Corolla има толку многу безбедносни системи, толку многу
ситни детали во безбедносните системи кои што помагаат. Пример, кај паркинг камерата и сензорот кој ќе ставите во рикверц, освен што ве предупредува дека има одредени предмети, пречки позади вас, едноставно кога се движи некое возило кое што не го гледате од мртов агол, ви покажува од која насока се движи и кон каде. Тоа е многу интересен момент. Друго, греачи на седишта, греачи на волан, одлично бежичен полнач во овој Executive Plus пакет, две остави за шишења, некоја мала остава тука под наслонот за рака со USB, не е USB, тука 12 волтен приклучок за струја, USB порт, јас тука друг не можам да видам, аха, тука има еден, а обично кај Королата има тука уште еден од страна. Добро, и во ред, тоа е тоа. Сега може да почнеме да возиме, да видиме сите системи, да видиме како вози, што е поразлично од обичната Корола. Одиме. Околу вожњава имам искрено поделено мислење. Од една страна сум фасциниран, од друга страна сум разочаран, изнервиран. Зашто? Бидејќи, ќе почнеме од позитивната работа. Од модел во модел, Toyota само докажува дека се шампиони во комфортност и во удобност. Во оваа категорија бар. Зошто? Стварно, во последниве неколку емисии што ги имаме со Toyota, јас приметувам како Toyota едноставно доминира во комфортноста. Нема да најдете поудобен автомобил, ама нема да најдете поудобен автомобил кој што нашиве дупки во нашава држава и во нашиот град ќе ви направат едноставно да бидат рамни, као да не ги почувствувате, едноставно многу мек автомобил. Од друга страна, многу стабилен. Значи, исто како и кај другата Корола, нормално и тука во Корола Крос, ги чувствувам можеби истите елементи, бидејќи истиот автомобил, само тука поиздигнат, но многу стабилен. И ја имате вие контролата зад волан. Тоа ми се допаја, тоа на секого ќе му се допаја вие да чувствувате дека вие ги држите конците во рака. Да, многу други системи и елементи помагаат во сето тоа, и кај многу други автомобили и модели исто така, но едноставно тука чувствувам дека јас сум главниот и тоа ми се допаја. Едноставно, особено на поголеми брзини, сакам јас да имам контролата над автомобилот и сакам јас да знам што се случува тука. Не ќе да бидам последниот информиран, јабе, знаеш што се случи. Мислам, ме разбирате што сакам да ви кажам. Едноставно, многу добро функционира цел тој елемент на безбедност, но и на контрола, на суспензија. Сега, нормално, мислам, физиката си го игра своето, поради по-високите димензии на Corolla Cross, нормално дека се чувства малку поголемо клатење, но кој ќе се спореди со се останато, тоа е минимално. Сано ги чувствувам истите елементи како во Corolla. Многу добро од тој аспект. Во поглед на безбедност, Toyota да ги нуди сите безбедносни системи и со сите подобрувања, само пак ќе кажам, Toyota станува шампион. Зошто? Бидејќи да ги има сите системи, ви реков како преска со камерата, тој елемент ме фасцинира. Ме фасцинира бидејќи во автомобил од 100.000 евра не се случува тој момент. Мислам, ретко каде се случува нешто така да ви информира. Второ, адаптивниот темпомат стварно многу лесно се вклучува. Претходно сум имал проблеми со останатите модели на Toyota како да активирам темпомат. Тука едноставно ми е многу поедноставено. Системот за задржување на растојание пред вас исто така функционира феноменално. Сам запира, сам го одржува тоа растојание. Мислам, седнете, возете, уклучете темпомат и уживајте. Буквално, ако дигнете ги рацете и уживајте. Сам ќе управува, сам ќе задржава лента, сам ќе кочи до одредено време, нели ќе бара да ги ставите рацете на волан за да знае дека сепак сте тука, но стварно како функционира и на наши обележани линии одлично. Се
доаѓам до моментот кај што ме нервира. Перформанс. Добро, вака, 2.0 бензински мотор кој што нема да ви фали воопшто, мислам никакви перформанси, коњи плюс нема да ви фалат, моќан мотор е, но она што ми фали е можеби друг менувач. Значи, да, овде е CVT, исто како во другата Corolla Gayrod, можете да погледнете, имат направено некои измени, но можеби тука најмногу ги чувствувам сите тие работи што не ги сакам околу CVT менувачот, за мене маните. Конкретно, значи, ако возите линеарно, ако забрзувате линеарно, како сега, полека, си забрзува. Не се чувствува никаква галама, тишина е. Во ред, некој пат ќе се уклучи и хибридниот режим. Ама кога работи бензинскиот мотор и кога работи CVT менувачот, кога ќе дадете газ и особено кога ќе се качите, сега се искачам на некоја блага угорнина, се уклучува. И што добивам? Значи, можам да го избегнам тој момент ако линеарно забрзувам. Но, ако линеарно забрзувам, тоа ќе се случи следново, од 5 км на час, па после 2 км можеби ќе стигнам 10 км на час, за да избегнам целосна бучава. Сега се движам со 20 км на час, имам бучава, мене ме нервира тоа, сакам да се смени брзина или да се намали звукот, бидејќи кога ќе додадам газ, многу голема бучава. Мислам, не знам тој момент како да го поправам или да го засакам. Едноставно не знам. Во другите елементи кога возите низ град е супер. Ако линеарно забрзувате, супер. Ќе мислите дека нон-стоп возите на струја, толку е тивок. Ама имам уште еден момент, кога се спуштам од угорнина. Значи, не работи менувачот, работи друг момент. Батериите бара да се надополнат. Значи има драйв и брейк систем, нели? И да го ставите во драйв, да не биде во брейк за да надополнува дополнителна струја, повторно се случува еден момент. Бучава, тој мора да ги, значи тој работи како да има моторно кочење, односно има, но има толкава бучава што пак ве нервира. На долг период стварно тој мене ме нервира. Сакам да го трнам. Сваќам дека тој треба ги надополни батериите, сосема ми е јасно. Но зошто од кога ќе се наполнат батериите, тука малце не ми е јасно, од кога ќе се наполнат батериите, и во надолнинка да се спуштам. Зашто не се уклучи хибридниот режим? И кога ќе стиснам мануелно, пак не сака да се уклучи на струја да вози. Сакам да ги потрошам батериите. Дај ми, едноставно, дај да возам на струја. Океј. Мислам, целиот автомобил, целиот пакет, феноменален. Но, кај секоја Toyota, не само Toyota, секој автомобил со CVT менувач, мене ќе ми биде, ќе ми иритира, ќе ми нервира. Се дур, овој момент, бар јас не го навикнам, не го научам, или не се смени. Така да околу Corolla Cross, тука ќе завршам, дизајнерски, особено напред, многу ми се допаја. Задниот дел ви кажав само со светлата, во посебен пакет го сакам, изгледа убаво, изгледа модерно. Од друг аспект, цената оставам на вас, вие да одлучите дали е многу, дали е малку, дали е доволно. За мене искрено ми е многу тука блиску со RAV4, односно беше, сега RAV4 исто така малку е поскапена, но имате повеќе опции, односно во плагин хибрид се нуди. Така да, ова Toyota што го направија е многу интересно, бидејќи ги доближија сите модели, односно сите купувачи до сите модели на Toyota. Буквално се што сакате, сега има. Буквално од секој модел имате кросоверска изведба, од секој модел имате седан, хетчбек, караван, така да браво за Toyota, толку многу модели. Браво. Луѓе, направете сабскрип и се гледаме наскоро со ново видео.
Чао!